Економско-социјалниот совет го издигнуваме на повисоко стратешко ниво по примерот на европските практики, каде што социјалниот диалог е суштински дел од носењето на политиките, изјави министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. На седница на Економско-социјалниот совет информираше тој се отворени важни прашања, што директно ги засегаат работниците, работодавачите и граѓаните, при што фокусот е ставен на конкретни мерки и законски решенија. Министерот посочи дека е разгледан годишниот извештај за работата на Советот за 2025 година, со акцент на постигнатите резултати и потребата од дополнително унапредување на социјалниот диалог. Дискутирано е за предлог законот за младински додаток, кој, како што посочи Дурмиши, представува значајна мерка за поддршка на младите, нивно здружување во државата и поттикнување на економската активност, како и за измените на законот за пензиско и инвалидско осигурување, особено во делот на бенефицираниот стаж со цел обезбедување поправеден и поодржлив систем за работниците во ризични професии. Особено важна точка беше оперативниот план за вработување за 2026 година, со кој предвидуваме речиси 40 милиони евра за поддршка на самовработување, отворање нови работни места и обуки што ќе придонесат за намалување на невработеноста, истакна Дурмиши, најавувајќи дека оперативниот план ќе биде објавен до крајот на месецот или на почетокот на следниот.